Добар ден, драги ученици. Време е за латински јазик. На овој час ќе имате можност да се запознаете со акцентот во овој јазик, односно да научите како правилно да ги акцентирате зборовите. Во лингвистиката, под квантитет на вокалите се подразбира должината на звукот на вокалот кога се чита одреден збор. Во латинскиот јазик, вокалите можат да бидат долги или кратки. Кај третата и четвртата точка можете да забележите како се означуваат долгите вокали, а како се означуваат кратките вокали. Во контекст на тоа можете да ги погледнете изборовите што се дадени десно. Натура, популус, монументум, седао, корона, локус. Кај зборовите што се означени со црвена боја, гледате дека има вокали кои што се долги и при читањето на вистина таму повеќе и се задржавме. Натура, монументум, корона. Кај зборовите што се означени со сино и кои имаат кратки вокали, при читањето пократко се задржавме. Популус, седао, локус. Че гледате, едните вокали подолго се изговараат, другите вокали пократко. Квантитетот на вокалите воопшто е важен не само за акцентирањето, туку представува и фонемички фактор, што значи дека може да го смени значењето на одреден збор. Погледнете најдолу кај последната точка, кај зборот малум, во првата варијанта, каде што ато е долго, значи јаболко. Но ако е ато кратко, тогаш зборот значи зло. На око зборот изгледа исто, меѓутоа должината на вокалите прави голема разлика во значењето. Исто така, либер со долго и значи слободен, но со кратко и либер значи книга. Да се задржиме сега на квантитетот на вокалите, односно да ги појасниме деталите за нивниот квантитет. Вокалот може да биде долг или по природа, природно, значи поради одредени фонетски промени, како во овие примери што ви се дадени, романус, култура, октобер, или долг според позиција. Тоа значи дека се наоѓа на одредено место во зборот и поради тоа е долг. А тоа е кога по него има два или повеќе консонанти или сложениот консонант X. Ако ги разгледаме дадените зборови, орнаментум, магистра, лекс, ќе видите во орнаментум дека е долго според позицијата, затоа што по него има два консонанта, N и T. Во магистра ито е долго по позиција, затоа што по него има дури три консонанти, S, T и R. И во лекс ето е долго исто така по позиција, затоа што по него стои сложениот консонант X. Рековме дека вокалите можат да бидат и кратки. Исто како и долгите, вокалите можат да бидат кратки по природа и по позиција. И повторно по природа, заради одредени фонетски промени, како кај зборовите сервитус, венит, локус, и по позиција или според позицијата, а тоа е кога по вокалот стои друг вокал или буквата Х и уште еден вокал. Да ги разгледаме примерите. Ратио, филија и вехо. Гледате и во ратио е кратко, затоа што по него има друг вокал, односно О. И во филија исто така, односно второто и во филија е кратко, затоа што по него има вокал А. И кај вехо, ето е кратко по позиција, затоа што по него стои буквата Х и вокалот О. Треба да знаете, кога се работи за дифтонзите, дека тие се секогаш долги по природа и никогаш во текстовите не се означени со знакот за долг вокал, односно со таа хоризонтална цртка што стои над вокалот. Да се задржиме сега малку на слоговите. Знаете многу добро и од македонскиот јазик дека слогот може да се состои само од вокал или од вокал и еден или повеќе консонанти. Зборот има толку слогови колку што има вокали или дифтонзи во него, сега во случајов на латинскиот јазик. Од таму можеме да ги поделиме зборовите на едносложни, еве ги примерите, дукс, тот, мус, лекс, нон. Гледате во сите овие примери
во секој збор има по еден вокал, па затоа велиме дека се едносложни. Потоа, двосложни зборови, значи дека се состојат од два слога. Рома, амо, стела, ферум, поета. Во сите овие зборови или има два вокала, или има дифтонг и во едниот слог, а вокал во другиот слог, како кај последниот збор поета. Гледате, ое е дифтонг. И третата категорија зборови се трисложни и повеќе сложни зборови, значи дека се состојат од три или повеќе слогови. Например, Европа има три слога, филиус исто така. Орнаментум веќе е повеќе сложен збор, односно има 4 слогови, обоедиентер дури 5 слогови. Кај Европа забележувате дифтонгот стои како посебен слог, значи самиот дифтонг може да представува посебен слог, како што и единствен вокал може да представува посебен слог. И исто така дифтонзите не се раздвојуваат во различни слогови, значи си стојат независно во посебен слог. На крајот, квантитетот на слогот зависи од квантитетот на вокалот што се наоѓа во него. И сега веќе можеме да се задржиме на правилата на акцентирање. Кај едносложните зборови е многу јасно, нема правила, поточно акцентот паѓа на тој единствен слог од кој што се состои зборот. Искористени се истите примери од претходно. Еве гледате, акцентот е означен со црвена боја, односно вокалот е означен со црвена боја. Дукс, тот, мус, лекс, нон. Кај двосложните зборови правилото е дека секогаш се акцентираат на вториот слог од крајот на зборот. Слоговите при акцентирање се бројат така, од десно кон лево. Значи првиот слог од крајот на зборот би бил кај Рома конкретно ма, а ро е вториот. Еве гледате, со тоа што е ото означено со црвено, значи дека акцентот стои таму. Рома, и при изговарање таму најгласно го изговараме зборот. Потоа, амо, стела, ферум, поета. Кај поета, акцентот исто стои на вториот слог од крајот на зборот, велиме дека стои на дифтонгот, поточно на вториот дел од дифтонгот, на ето, таму најубаво се слуша. Кај трисложните и повеќе сложните зборови, акцентот може да стои или на вториот слог од крајот на зборот, или на третиот. Да ги видиме примерите. Кај првата стрелка е првата опција. Значи, акцентот стои на вториот слог од крајот, ако тој е долг, односно ако вокалот во вториот слог е долг, како што е во примерите Европа, колега, корона, магистра, орнаментум. Гледате, сите овие вокали се долги, независно дали по природа или по позиција, и поради тоа акцентот стои таму, односно таму најгласно го изговараме зборот. Вториот случај, односно во вториот случај, акцентот може да стои на третиот слог од крајот на зборот, ако вториот слог е краток, односно ако вокалот во вториот слог од крајот е краток. И гледајте сега. Филиус, ратио, видео, корпора, популус. Забележувате дека вокалите во вториот слог од крајот се кратки. Повторно се едно дали по природа или по позиција. Значи, ако е вториот слог краток, тогаш акцентот стои на третиот слог од крајот на зборот. Тоа е се, дечки, за акцентот во латинскиот јазик. Сигурно ви падна во очи дека е многу сличен со акцентот во македонскиот јазик, со неколку исклучоци. За домашна задача ги имате овие зборови. Каде што е потребно е означено дали е вокалот краток или долг, за да можете полесно да се снајдете. Значи, обидете се самите да ги акцентирате и да ги изговорите, да ги прочитате правилно. Имајте убав ден. Поздрав!